Интервју по повод 2 години влада имаше премиерот Христијан Мицкоски на Националниот сервис. Тој се задржа на сите крупни економско-политички, социјални и општествени прашања. Дали и кога ќе има конкретна одговорност за големите корупцијски случаи во државата за кои јавноста смета дека владата има одговорност? Ние не можеме да судиме. Ние можеме, и тоа никогаш не сме го ветиле, дека ние ќе судиме. Ние само сме ветувале и ветуваме и до ден денески тоа го работиме, а сега ќе ви дадам и неколку примери во кои што ние можеме да создадеме истрага, таа истрага да ја подкрепиме со докази, од тој момент па натаму е на судовите, не е на владата. Да, во притвор оди 30 дена и после тоа ништо не знаеме за тоа. Тоа не е тоа не го прави владата. Ние можеме до моментот додека се донесе одлука на судија во претходна постапка. Мицковски го спореди присуството на инфлацијата во 2 критични периоди и растот на БДП за време на корона кризата и се уште актуелната енергетска криза. 2022-та 14,2. Еве, 14 сега е 4,5. 4,5%. И сега, била проекција 3,5, тоа е што е, еве, се случи тоа што се случи, 4, но не е 14. Да. 22-та година ние сме завршиле при раст на бруто домашниот производ од 2,8%, а сега растот на домашниот производ бруто е 3,1 во првиот квартал, очекуван до крајот на годината 3,5%. На прашањето дали конечно ќе има поевтини производи во маркетите, Мицковски со одговор произлезен од неодамнешната средба со трговците. Во јули месец храната да биде 3%, под 3%. Под 3%. Таква цел зацртав. Да. И сега тоа има одредени услови. Тие услови кои се? Во еден или во 2 закона ќе треба да се направи одредена измена, која што ќе треба заеднички да ја усогласиме со дистрибутерите и со производителите. Мислам дека ќе најдеме заедничко тло и тоа ќе го направиме. Но тоа нека не биде заедничка цел, да цената на храната не биде над 3% зголемена на годишно ниво. Премиерот Христијан Мицковски одговараше и на прашања сврзани со надворешната политика, капиталните инвестиции и безбедносни прашања.